меѓународна агробизнис конференција Агромаг 2025 од 4 до 6 април 2025 година. За истата ќе разговараме денеска со Драган Цветковиќ, тој е председател на организацијски одбор на Агромаг 2025. Добро утро официјално. Добро утро. Прв настан од ваков формат во Македонија и пошироко во регионот. Па да, пошироко во регионот постојат со години. Ние се охрабриме ова година да го направиме прва меѓународна научна агробизнис конференција. Ја нарекоме Агромаг 2025 сега, со идеја да ова помине во традиција, здравје Боже. Па традицијата мора некако да почне, нели? Ова прва конференција ќе има 250 учесници, над 80 членови во научниот одбор од 23 држави, што доволно зборува за тежината на настанот, 40 научни трудови од 11 земји од целиот свет. Како ќе се справите со сите овие бројки и со сиот овој квалитет? Па искрено да ви кажам, малку се заигравме кога немаме мерило, бидејќи е прва, бидејќи немаме нешто пошто гледаме за да го правиме тоа, не го решивме сами да го направиме на основа на наши идеи и гледишта. Така да дури сега сватиме кога почна колегите од Хрватска, од Србија, од Словенија да не викаат, али чекайте, ние правиме 15 години, имаме 30 членови во научен одбор, вие толкава мала Македонија имате преку 80. Прва година издаваме зборник нормално и викат ние со години издаваме 20 до 30 максимум, вие прва година имате 40. Ми имаме од 11 држави, со тоа го исполнуваме правилото да бидеме рангирани како меѓународен настан во сите погледи. Оваа конференција вистинска платформа за размена на знаење, на идеи, на иновации во агросекторот, екологијата и одржливото стопанство. Како ви се предвидени тие денови од 4 до 6? Видете, ние прва цел ни беше да успееме на едно место, да ги обединиме или да најдеме причина како прво нашите научни институции во држава кои постојат и пошироко да почувствуваат дека имат нешто заедничко, бидејќи секоја научна институција во склоп на своите организации се правише, некои своји организации се уште прави и тие се, да не кажам, од затворен тип. Во кругот на својата институција, дали е тоа институт или факултет или некоја научна висока школа и така натаму. Ние овој пат успееме да тука имаме 14 соорганизатори, 14 факултети и институти и други научни организации на едно место, кај што тој заедничко знаење, труд и искуство ќе го собереме на едно место. Другата причина беше да бизнисот успееме да го исто така собереме на едно место, а да најдеме причина како веќе еднаш наука и бизнисот да почнат да си помагаат и да си взаемно веруваат. Современото земјоделство, современата агрикултура, екологијата и одржливото стопанство се делови од животот, од модерниот живот, кои што не одат еден без друг, кои што мора да функционираат заедно. Промоција на сето ова, да се подигне свеста за овие стратешки важни теми. Има ли доволно, ќе кажеме слободно, квалитет Македонија за да го поттикне сето тоа, за да ги примами најквалитетните од регионот гости, за сето тоа да биде издржано и од тука да се извлечат заклучоци кои што ќе не движат напред? Па не знам, јас би рекол знаење никогаш доста, искуство никогаш доста. Она што Македонија, што ние велиме дека е причината што толку многу луѓе со многу искуство, со многу повеќе знаење од нас ни излегува во пресет и дојдоа да ни дадат свое искуство, свое знаење и во ова организација, многу организации од целиот свет ни се најдоа да не посоветуваат, да не упатат, да ни помогнат во овој настан. Не сме ние сами како комора тука и организаторите, него морам да им се заблагодарам на сите тие членови научниот одбор од преку 80 членови кои се од 20 држави, сите дадоа свој допринос за оваа конференција. Она најмногу зашто е најбитното што е, тоа е нашето гостопринство, нашиот начин на однесување према гостот и туристот, ај сега е модерно денеска да се каже турист,
е тоа што кажеме, се јавуваме и ние сме од Македонија, аха, добра храна, добри луѓе, убава клима, сакаме да дојдеме, ја сакаме Македонија. Тоа така завршуваше првиот контакт со сите тие. Добре, кога ќе дојдат тука и што имаме ние да понудиме како знаење, како искуство, дали одговараме на предизвикот на модерното земјоделие? Па јас повеќе би рекол дека ние учиме него што нудиме. Како што реков пред малку, не можеме да се фалиме дека сме пред другите луѓе во свет, меѓутоа дека имаме истакнати научници. А со регионот? Како сме со регионот? Па статистиките ги гледате и сами во сите погледи, и во економијата, и во науката, така и во органското. Ние сме се уште во органското како да кажам, во процентна статистичка грешка. Производството на органско, продажбата на органско, можностите, потенцијали, меѓутоа еве... А толку плодна почва? Па... Што недостасува? Дали може би поголема заинтересираност на помладите? Па знаете, тоа е широко прашање и бара многу време за размислување, вклучување на експерти од различни сектори. Ние имаме добра почва, меѓутоа климатските промени си го прават своето. Не е само да е плодна почва, си треба сите услови за да се одредена култура произведе, меѓутоа треба и многу знаење за да таа излезе соодветна за одреден пазар или одреден купувач. Може би треба иновации, тоа што го спомнавме модерни техники во справување, па и со климатските промени. Да, може би малку повеќе треба да се отвориме со знаење во тој поглед. И нови техники, и нови начини на нови методи на обработка, преработка и така натаму. Значи постојано надоградба. Како овој настан и ваквите настани може да придонесат во промоцијата на Македонија, да се обидеме, па може би заедно со Србија, најземјоделските земји во регионот, да станеме центар за иновации за меѓународна соработка? Па не можеме да се споредуваме со Србија. Територијално се разбира никако, територијално и културно. Меѓутоа во идејата може би и можеме, и во природните богатства. Еве самиот факт, екипата наша што од Србија дојде да ни помогне во почетоците на оваа конференција, 12 години веќе организираат такви меѓународни конференции. Ние после одреден период касниме, значи 12 години во тој дел. Јас бев лани на една нивна таква конференција, кај што само што реков дека сакам во Македонија, зошто Македонија нема, скоро сите изразија желба, ајде да направиме. Кога дојдов тука, шетајќи од факултет на факултет, добивав негативни информации. Матин, ова не може да се направи, ова е многу тешко во Македонија, па зошто да ја правиме, па кој ќе ни дојде? Еве кој ќе ни дојде, еве дека може да се направи, еве ќе дадеме добар пример кај што можело и во Македонија да постои тако нешто. Треба да се избрише глаголот не може, сака или не сака да се користи, нели? Да, добро, само накусо да заокружиме како медиум, колку можеме да помогнеме всушност да бидеме мостот помеѓу науката, бизнисот и општеството. Па многу. Сето тоа што ние го работиме некаде или било кој, дали науката или бизнисот, ако вие медиум не го пренесете на соодветен начин во соодветно време, е бескорисно. Имаме сега модерни некои социјални медиуми, меѓутоа сепак телевизијата си е телевизија, радиото е радио, се уште најголемиот дел на граѓаните веруваат на радио и телевизиските емисии, особено кога е во прашање ваква национална озбилна телевизија. Благодариме и имате, се разбира, кај нас повторно можност и прилика да дојдете. Се разбира, нека помине успешно, онака како што сте ја замислили оваа прва конференција и потоа само нека отвори пат и за понатамошни